Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажи ми. Општина Ѓорче Петров продолжува со инвестиции во образовната инфраструктура, откако денеска беше поставен камен темелник за доградба на основното општинско училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во населбата Хром. На настанот присуствуваа градоначалникот на општината Александар Стојковски и премиерот Христијан Мицкоски и министерката за образование и наука Весна Јаневска. Со реализацијата на проектот се предвидува проширување на капацитетите на училиштето преку изградба на 8 нови училници и обезбедување дополнителни 770 квадратни метри училишен простор. Од општината посочуваат дека целта е да се создадат услови за организирање едносменска настава, како и да се овозможи поквалитетна и посовремена средина за учениците и наставниот кадар. По повод почетокот на градежните активности, градоначалникот Стојковски оцени дека станува збор за значајна инвестиција која ќе има долгорочно влијание врз образованието во општината. Уште еден голем чекор за подобро образование, подобри услови и посилна иднина за нашите деца, порача Стојковски во објава на социјалните мрежи. Нагласи дека ова е трето училиште во Ѓорче Петров кое добива доградба во период од само еден месец, оценувајќи дека ваквото темпо на реализација е резултат на претходно планирање и континуирана работа. Од локалната самоуправа очекуваат со новите капацитети да се намали просторниот притисок во училиштето, да се подобри организацијата на наставата и да се создадат подобри услови за образовниот процес во наредниот период. Проектот е дел од пошироките активности насочени кон модернизација на образовната инфраструктура и подобрување на условите за учење во општината. Општина Аеродром и оваа година продолжува со мерките за поддршка на семејствата со деца кои го започнуваат своето основно образование, обезбедувајќи еднократна парична помош во износ од 3500 денари за секој првач, запишано во основно училиште на територијата на општината. Информацијата ја соопшти градоначалникот Дејан Митески, кој посочи дека целта на мерката е да им се улесни на родителите почетокот на новата училишна година и дел од трошоците поврзани со подготовката за прво одделение. Согласно објавените информации, аплицирањето за добивање на финансиската поддршка ќе започне на 15 јуни, ќе трае до 30 септември оваа година. За остварување на правото на еднократна парична помош, заинтересираните родители или старатели треба да достават комплетна документација во архивата на општина Аеродром. Потребните документи вклучуваат потврда за запишан ученик во прво одделение, заверена од основно училиште на територија на општина Аеродром или од основно училиште со ресурсен центар, фотокопија од извод од матичната книга на родените за детето, фотокопија од лична карта или патна исправа на барателот со адреса на живење во општина Аеродром, како и фотокопија од трансакцијска сметка. Од општината информираат дека образецот за пријава и изјавата за согласност за обработка на личните податоци се достапни преку превземање преку официјалната интернет страница на општината. Градоначалникот Митески во својата објава упати порака до идните ученици и нивните семејства, посакувајќи им успешен почеток на новата учебна година. На сите идни првачиња им посакуваме успешен почеток на новото животно поглавје, многу знаење и другарства и безброј убави училишни спомени, порача Митески. Со оваа мерка општина Аеродром продолжува со локалните политики насочени кон поддршка на образованието и олеснување на финансискиот товар за семејствата, велат од локалната самоуправа. Во општина Илинден започна реализацијата на проектот за изградба на фекална канализација во дел од населеното место Миладиновци, со што се продолжуваат активностите за унапредување на комуналната инфраструктура и подобрување на условите за живот на жителите. Информацијата ја сподели градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, кој посочи дека станува збор за проект што бил дел од неговите ветувања пред граѓаните за време на изборната кампања, кој сега влегува во фаза на реализација. Според најавите, со изградбата ќе бидат опфатени домовите во централниот дел на Миладиновци, кои досега немале пристап до систем за фекална канализација. Со завршувањето на проектот, населеното место треба да достигне целосна, односно 100% покриеност со ваков вид на комунална инфраструктура. Проектот предвидува изградба на примарна канализациона мрежа со краци и приклучоци во вкупна должина од околу 4570 метри. Во изградената мрежа ќе биде поврзана со веќе постоечката пречистителна станица, со што ќе се обезбеди функционален систем за управување со отпадните води. Градоначалникот Георгиевски
Нагласи дека инвестициите во комуналната инфраструктура остануваат меѓу приоритетите на локалната самоуправа. Од општината очекуваат дека реализацијата на ваквите проекти ќе донесе долгорочни придобивки, не само во делот на комуналните услуги, туку и во однос на урбаниот развој, заштитата на природните ресурси и создавањето подобри услови за живот за локалното население. Под мотото "Спремни за средно", општина Киселавода и оваа година организира бесплатна полуматурска прослава за сите 9 одделенци кои го завршуваат основното образование на нејзина територија. Настанот ќе се одржи на 10 јуни со почеток во 20 часот во спортската сала Независна Македонија во рамки на основното училиште Невена Георгиева Дуња, а прославата ќе трае до 23:30. Според најавите на заедничката прослава ќе присуствуваат околу 560 ученици кои годинава го завршуваат 9-то одделение, со што ќе добијат можност заедно да го одбележат крајот на едно важно животно и образовно поглавје и символично да се подготват за новите предизвици што ги очекуваат во средното образование. За музичкиот дел од програмата ќе бидат задолжени популарното музичко дуо Два Бона и диџеј Марио Трампет. Во текот на вечерта се предвидени настапи од самите ученици, со цел настанот да добие дополнителна лична и креативна димензија. Од општина Киселавода посочуваат дека ова е втора година поред како се реализира ваков концепт на бесплатна полуматурска прослава, со намера да се создаде еднаква можност за сите ученици да бидат дел од заедничко дружење и прослава. Особен акцент годинава е ставен на директното учество на младите во креирањето на настанот. Пред подготовките за организацијата, градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска одржала средба со представници на полуматурантите од сите основни училишта во општината, при што биле разгледани нивните идеи, очекувања и предлози за изгледот и содржината на прославата. Градоначалничката вели дека улогата на институциите е да создаваат простор младите да учествуваат во процесите што ги засегаат и да овозможат нивните идеи да добијат реализација. Од општината очекуваат овој настан да донесе позитивна атмосфера, дружба и многу спомени, кои учениците ќе ги понесат со себе пред почетокот на новата средношколска етапа. Со богата културна и заедничка програма од 11 до 13 јуни оваа година ќе се одржи јубилејното 5-то издание на Малски фестивал, кое годинава пристигнува во летно издание и повторно ги отвора јавните простори за дружба, креативност и културна размена. Фестивалските активности ќе се реализираат во Центар Јадро и во Паркот на франкофонијата. Организаторите најавуваат програма што ги задржува препознатливите малски содржини од претходните години, но носи и нови формати и иницијативи со кои ќе се одбележи 5-годишниот јубилеј. Во текот на 3 фестивалски дена посетителите ќе можат да учествуваат во различни работилници, да посетат изложби, да проследат уметност во јавен простор, филмски проекции, музички настапи и базар, но и да создадат простор за непосредни средби и заедничко градење на локалната културна сцена. Организаторите посочуваат дека фестивалот останува доследен на својата идеја, културата да се создава заеднички и активно да ги вклучува заедницата, соседството и различните генерации. Програмата започнува уште на 10 и 11 јуни со работилница за креативно пишување, Малска архива, која ќе се одржува во Паркот на франкофонија од 17 до 19 часот. А во петок на 12 јуни фокусот се префрла кон колективно создавање и активно учество. Во рамки на работилница за изработка за све и свашта во мало насловена. Под водство на Никола Писарев, посетителите ќе изработуваат и украсуваат куќички за улични кучиња. Истовремено во Паркот на франкофонијата ќе се одржи и работилница Тајната ботаничка градина на нашето мало, наменета за родители и деца на 7-годишна возраст. Петочната вечер ќе биде посветена и на визуелната уметност. Ќе биде отворена изложбата Прекосните 12 како завршен настан на инклузивниот курс по фотографија. Во рамки на програмата Малски мурал, публиката ќе може да го види и новото дело на уметникот Дејвид Стоилковски, автор познат по бројните мурали реализирани во земјава и странство. Главниот фестивалски ден ќе биде в сабота на 13 јуни, кога од пладне до вечер Паркот на франкофонијата ќе биде исполнет со многу активности. Јубилејното издание ќе биде затворено со концерт на скопскиот бенд Искра, кој ќе настапи во 22 часот во Паркот на франкофонијата. Организаторите велат дека за дел од работилниците бројот на учесниците е ограничен и ќе биде потребна претходна пријава. Таму е Скопје, град кој љубав лише.